Тоше за Ајде. почеток здраво и мило ми е што си гостим во оваа емисија. Кажи ми за почеток како си? Здраво. Одлично, само што се симнав од лежалка, бев надвор малку на сонце, сонцето, знаеме дека е извор на енергија, на среќа, така да онака еден час добар подкаст ислушав, малку сончење и мило ми е што сум дел од твојата емисија. Погледнав неколку твои емисии, посебно во Порторико кога бевме, кога имавме слободно време, ислушав неколку твои емисии и мило ми е што некои, ајде да кажам, од помладите што го работат ова и што може да прават една добра афирмација на бодибилдингот, фитнесот, здрав живот, здрави навики и така натаму. Така. Тоше за почеток секој пат го започнам подкастот со ова прашање, зошто баш бодибилдинг, зошто баш овој спорт? Па најпрво започнав јас со фудбал, но при тоа мојот комшинт ми даде една книга од господинот Петар Челик на моја 16 годишна возраст. Едноставно ме фасцинира како тоа изгледаше во тоа време. Тогаш мислам дека само што беа филмови како Командос и некои други со Арнолд и навистина тоа беше, да кажам, мај некоја мотивација за мене. Најпрво започнав дома, веднаш си направив некои своји тегови, канти, полневме со малтер и така натаму, за потоа да отидам ки пако во теретаната тогаш на моје прво каче кој што влегов и онака што го осетив како втор дом и се заљубов едноставно во тоа и еве 30 години го работам тоа со полна љубов и истата енергија ја чувствувам како и првиот ден кога ја допрев таа книга. Така, мислам дека повеќето од гледачите не го знаат тоа. Да речеме ти си еден од бодибилдерите кај нас кои што има, така да речеме, една доста емоционална приказна, доста тежок почеток. Кажи ми со што се бодреше и која ти беше мотивацијата и иако си имал доста пречки во целиот пат, да останеш истраен во овој спорт? Па јас многу пати имам зборено на оваа тема и сега веќе кога се присеќам на се тоа, сваќам и кога слушам и други приказни, има многу приказни како моите. Значи не сум само јас тој што го поминал тој пат и сватив дека за човекот да биде истраен, успешен, мора да помине еден таков пат, за да може да го цене се ова што го имаме денес. Така да имав навистина подршки од моите во тој период, иако ние потекнуваме некое средно семејство, татко ми работеше, Бог да го прости, во Гранит, мајка ми во елегантна фабрика што зема минимална плата. Но имав подршка од нив. Имав подршка од нив и кога дојдов во Скопје, кога беше многу тешко некогаш и навистина кога немав ни 10 јајца да купам да јадам, знам дека татко ми ќе оде и да позајми пари, по воз ќе ми испратеш, подев ги чекав на железничка, па потоа немаш пари за такси, па носи цели кутии до Влае, таму бевки една баба и дедичка сместен под кирија, така да, но навистина имав преголема желба и ме водеше некој мото никогаш да не се откажам. Без разлика колку и да е тешко, што да правам, да не се откажам. Бидејќи најлесно и знаев дека ако се откажам еднаш дека нема да се вратам никогаш повторно на тој пат, а не сакав да се откажам. Навистина најпрво го сакав спортот како спорт, бодибилдингот, а потоа на некој начин и сакав да останам во Скопје на тие години. Сакав да бидејќи видов дека овде е поголем град, дека има многу повеќе потенцијал за мене, дали за работа утре и за семејство и се тоа. И така да тоа ми беа некои мотивации низ животот, да кажам во тоа време што ме водале низ животот и но пред себе и потенцирал дека поддршката од моите. Навистина некаш стварно е било многу тешко. Сеќавам веднаш во 2 наутро сум се јавувал дома, немав што да јадам и онака баш тешко ми, нема на кој да кажеш само овде, само што дојдов на почеток. И му кажувам колку ми е тешко дека сакам да се вратам. Не се враќа, ние ќе средиме, ќе испратиме нешто и така ги надминувавме тие кризни моменти. Но тоа да кажам беше некој краток период, година, 2-3, додека не почнала војната полиција. Потоа веќе се посредија некои работи колку толку на тој финански план. Така да секој оној кој што го оде тој пат нека биде мотивиран да знае дека патот мора да се изоди таков и тој пат му е сигурно напишан од Бога, треба да го помине за потоа да осети многу благодети од животот и да знае како што кажав да го цене животот многу повеќе и утре кога ќе има нешто да цене многу повеќе отколку да знае како некогаш било, да може да направи на паралелно. Така, искрено многу емоционална тема, дефинитивно. Тоше кажи ми која е трансицијата од ти како рекреативец до ти како надпреварувач? Па ја искрено многу малку сум бил рекреативец. Ја не се ни сеќавам дека бев рекреативец, бидејќи веднаш штом започнав кај Пако, тој виде некој потенцијал кај мене и само за некои 7-8 месеци од тренинг веќе се спремав за моето прво јуниорско надпреварување. Јас започнав 96-та на крај, 97-ма некада, 98-ма го имав моето прво надпреварување, се сеќавам како ден денес во Охрид. Беше такмичење во Струга, беше такмичењето.
тогаш само што положив, бевме со моја кола, знам по патот заборавивме и лажици да земеме, па со рака потегли орис, треба полнење да правиме, нели, кога пред надпрва. Така да тоа ми се моменти што врежани во меморијата што нема никош да ги избришам, и тие се убави моменти и тие ми исполнуваат, и знам дека до крај на животот, ние ни животот забораваме многу работи. Дефинитивно, јас од денес сигурно имам заборавено во текот на денот што ми се случило, но тие некои такви моменти, мои почетоци искрени, некоја искрена дружба, искрено другарство пред се, одевме 4-5 другари со кола, па на такмичење тие ме бодрат, па немавме боја, па само улице намачкаме, па се прича, се сеќам тогаш немаше како сега бикчиња, се они обични, порано старите што се бикча. Па цел се исеков, цел касапница бев. Абе тоа е хаос, али тоа се интересни моменти. Така да многу краток беше тој мој период, да кажам, од рекреативец. Веднаш потоа продолжив, кога дојде во Скопје, продолжив да се спремам за понатомошен надпревар. Така да Така, доколку би можел да издвоиш една грешка од првите припреми, кога гледаш сега од овој поглед, која би била таа и зошто? сум грешил многу пати, и тоа навистина многу. Сега не зборам на почеток кога почнав да се спремам прво такмичење, јас правев кардио, трчав на пример од Тимирик, јака што бев од моето село до Долни Дисен имаше едно село, некои 7-8 километри во еден правец, и таму имаше навистина на преубаво грозие, јас ќе се најадев грозие и ќе се вратам назад, и џабе фактички си трчал. Да. Но сепак форма извадив како што извадив. За во тоа време супер. Така да, ајде да кажеме тоа некоја грешка, но потоа имав многу надпревар, јас затоа и во многу федерации одев и некои такмичења што им беа небитни за пласман или за тоа, намерно се спремав и намерно експериментирав многу работи на мене. Сега некои такмичења што ми биле битни сум промашал, на пример форма полнење, се тоа сеќам на еден надпревар дека јадев по 3 кг мед за полнење, а тогаш не знаев инсулин, мене ми беше и страв да земам, не сум изземал, тоа се работи со инсулин. Јас го работев со тој што ми помагаше тогаш, ајде да кажеме, на своја рака, и навистина многу тешко поминав. Не само што пласманот не збореме, туку онака ми поремети цел метаболизам и све. Тоа е огромна доза на шеќер што внесуваш наеднаш во телото, и тоа брзи шеќери, така да баш тешко, многу тешко ми беше. И не само 3 кг мед, одозгоре и куки со оние колачки, едни суви, па вода да не пиеш, па сендвич ме тераше да јадам на сето тоа без вода, и наистина тоа беше еден пекол што го доживеав. И така има направено неколку грешки, но сватив дека нашето тело едноставно треба да ние низ текот на годините го сознаваме нашето тело што му е најдобро. Ако јас јадам ориз, стек, пилешко, јајца, треба да продолжам тоа и до крај на такмичење. Се друго што експериментираме само го нарушуваме нашиот метаболизам и нашиот стомак различно да реагира на сето тоа, и така да сега онака си го знам оно што ми е добро, и само рамен пат си одам до крај на такмичење. Така, гледаме доста пехари позади тебе. Доколку би можел да издвоиш еден надпревар кој што ти е, да речеме, при срце, кој што кога ќе ти се спомнеш што ти е најзначајно од твојата бодибилдинг кариера, првин ти текнува на него, кој би бил тоа? Искрено најзначаен медал од сите овие ми е кога освоив 5-то место на Мистер Олимпија аматер. Одев долго време, околу 3-4 години одевме на Олимпија аматер, и наистина конкуренцијата е преголема. Посебно во Америка, кога отидовме само во Мастерс, имав повеќе од 65 луѓе. И тоа е наистина преголема конкуренција таму. И првите години знам дека и лошо беше да се пласирам и се тоа, и после кога ќе заврши тој надпревар, ги гледав луѓето што земале топ 5, што влегле, што земале медал, како надвор се веселат, кој во ресторан, кој во кафиќ, со медалот на себе облечен, онака, солзи ми потекоа од тага, дали еднаш ќе го имам тој модел. Значи јас сепак сум 30 години во ова, и сите ние си имаме некои своји замислени врвови. Некој има на Мистер Олимпија да отиде да земе медал, мојот врв беше на Мистер Олимпија аматер да земам медал. Тој беше врвот на моето достигнување. И на едно такмичење во Будимпешта успеавме да влезам во финале, но тогаш не можеа да се одлучат 5-6 место, па не пуштија топ 6 наместо топ 5. И сега знам дека топ 5 луѓе земат медал што се таму. Знам дека еден треба и од тие 6 да отпадне, и цела ден онака некој немир во мене. Викам, толку сум блиско прв пат до тој медал, дали ќе успеам да го земам. И вечерта кога беше такмичењето, кога ме прочитаа дека сум во топ 5, дека влегувам, кога излегов на бина, Габриела почна да плаче од среќа, ама онака буквално да плаче, и
и газдата на Мистер Олимпија, и водителот што и сите ја гледа, онак се чудеа сега за пето место толку некој да плаче од среќа, а не знаат ни што се имаме поминато си во овие години и тоа парче железо колку ни значи на нас. Така да тој медал ми беше посебно драг. Не можев да се израдувам. Ја милион пати имам кажано. Овие медали што ги имам освоено, позади мене, Мистер Олимпија, било кој, да дојде некој да ми рече, ти 100 милиона, 200, 3 милиарда да ми даде, не би дал ништо од ова. Знам колку сум се мачал за се ова, знам колку вреде за мене. Нема вредност уствари некоја финанска, има само душевна. Така да Мистер Олимпија уште еден морам да спомнам, тоа е пекарот кога го освоив како апсолутен шампион во Неготино. Пред моја публика, пред мои роднини, пријатели, другари, сите оние што ме познават, беше преполна салата во Неготино, баш тогаш и Панаџер беше кога е онака ден на градот, 3 дена кога се одржува, преполна сала, надвор премногу луѓе што не може да влезат. И тој е еден ми од подрагите, биејќи од местот каде што потекнал, каде што су почнал, каде што им поминало деца. Така. Точно. Да не зборам многу брзо, кажи. Не, одлично, супер си. Одлично, преубаво. Преди тоа што си собственик на теретана и да речеме ја гледаш културата која што се развива кај нас, во кој аспект иде рекреативниот фитнес според тебе? Дали движи во некоја насока каде што навистина еден рекреативец може да има мускули или целиот процес дефинитивно се комплицира? Искрено ти кажам, кај нас фитнесот како фитнес е на една висока гранка и оде се повеќе нагоре, нагоре, нагоре. Секоја година нагоре, нагоре. Јас веќе теретаната имам 18-19 години и така да можам да направам паралела како било и како секоја година се одвива тоа. Веќе луѓето не доаѓаат да прават само мускули во теретана фитнес центар. Кај ми има млади деца по 14-15 години, девојчиња, машки кои доаѓаат да се дружат во таа теретана. И наместо да се во кафичи или негде да прават, да земат некои пороци или било што, тие се во теретана. Ја вас често ги прашувам дали внимавате на исхрана, како ви еден ден. Да, пазиме што ќе јадеме пред тренинг, па навечер гледаме да јадеме нешто почисто пред да си легнеме. На 14-15 години Јас имам промоција за парови кои што сакам од срце да му помогнам на тие, например, брачни парови кои што не можат финански да си приуштат, например, 2 чланарини, со една чланарина доаѓа двајца вежбат. Имам повеќе од 30-40 парови кои што се на 45-50-60 годишна возраст, кои што например се гордеам со нив. Заедно се доаѓаат, се дружат, се зближуваат и си одат. Значи тие не прават мускули, тие се грижат за своето здравје. Имам исто кај мене вежбачи над 60 години, 65-70 години, кои што бесплатно вежбат кај мене, бидејќи јас се гордеам со нив што ги имаме, тие се пример за нас сите млади. Да. И како што кажав, има премногу и се движе многу во нагорна линија, јас сум горд поради тоа, веќе овие социјалните мрежи колку и да ние да збориме дека се лоши, сепак допринесува луѓето да сватат дека фитнесот не е само за билдери да вежбаме, да се намачкаме со боја, да излеземе на бина 1-2 минути и тука да заврши се. Не, луѓето сваќа дека ова е единствен пат ако сакаме да имаме здрава старост, ајде да кажеме на некој начин. А нормално и кога вежбат помлади луѓе сака да изгледат убаво и тоа е нормално и треба да изгледат поубаво, така да навистина сум горд. И ако направиме на паралела културата кај нас, ние иако викаме Македонија сме назад од европски земји, од Америка, тоа. Јас често патувам, шетам и може да направам паралела. Сега бев во Порто Рико, вежбав во ланецот Planet Fitness, тоа е најголем ланец, да кажем, еден од најголемите ланци на теретани во Америка. Ја бев запрепастен од нивната некултура. Ни еден пешкар не носе, никој не влегува со чисти патики, никој не враќа тегови на место, кај че истори вода, тоа стое со денови, расипани WC казанчиња, тоа стое со денови, сајли искинати стоат со денови, кај нас го нема тоа. Кај нас ние сме за нив измислени. Тоа е добро да каже, тоа е ланец на теретани и така функционира. Но и во Австрија су бил, горниот спрат на теретаната кај што има некаква контрола, се е окей, доле веќе кај што нема контрола, се лупат тегови, тоа е страшно нешто, не видим, се вика како да на надпревар за викање. Така да мислам дека сме навистина на едно високо ниво овде, свесноста е многу добра кај нас и јас сум горд што многу млади има и што сваќаат дека како што кажа, не е такмичење како такмичење. Ние такмичари знаеш ти сам ни што се треба да поминат, кој процес е тоа, а има и тука многу причини дали воопшто да навлегува во тоа сето, колку има од сето тоа бенефит како индивидуа, така да добро е да има што повеќе вежбачи и не само во теретана. Јас и на водно кога одам горе, гледам дека има премногу луѓе што се рекреираат, што спортуваат. Така да е на висока гранка не веќе спортот. Така, точно преди тоа што си долго време во спортов.
Каков е погледот за нормалниот човек према бодибилдерот денеска и бодибилдерот во минатото? Да речеме на твоите почетоци. Каков е погледот тогаш и сега? Па тогаш не дефинира како тепач, вратар, хулиган. Мислам тоа беше реалност и тоа траеше до пред некоја година, тоа не е нешто и нормално, и јас кога ќе видев некој таков кога бев помлад 14-15 години, тие што работеа на врата, знам тогаш вежба во Неготино, овие надуени палмони, види ги овие тепачи, ова, све што е најлошо, све беше собрано кај нас во тие моменти. Мислам, ние што почнувавме да вежбаме, но со тек на времето сега веќе многу сменето, веќе луѓето сватеа дека покрај тоа што вежбаме, мозокот не е нешто пред се што го води и нашето тело и многу луѓе имаме успешни што се во ова, што го пропагира тоа на еден здрав, успешен начин. Луѓе образовани, луѓе со бизниси, луѓе со фамилија, со семејство. Ево јас можам 30 години да докажам дека може и да вежбаме, можеме да створиме и семејство, можеме и бизнис, можеме и да бидеме успешни на разни полиња, можеме да се наградуваме и со образование и да напишеме и книга и све, така да било некогаш тоа така, но сега веќе сосема сменете. Тоа и ние кога гледаме сега билдери, на пример овие дали Мистер Олимпија или попознати, навистина можеме да се гордееме на нивниот пат, на повеќето од нив, кои ќе се успешни, дали бизнисмени, дали си има собствена линија на протеини, на суплементи, дали на гардероба, дали на било што, секој на свој начин се некој успешен. Така, исто што сакав да те прашаме, поради тоа што знаеме дека моменталната ситуација за било кој човек кој што се занимава со фитнес дејност, неопходно е да ги користи социјалните мрежи. Колку мислиш дека во денешницата човекот кој што се занимава со дејност поврзана со фитнес го употребува позитивно или го злоупотребува социјалната мрежа како алатка? Изборам сега најпрво за тој позитивен аспект што го имаат социјалните мрежи, имаат многу преголемо, премногу си влијателни и можеш ја буквално сега овде да јадам и да го прикажам тоа во моментот што јадам, што работам. Така да можеш да се направиш една добра промоција, само промоција, може да се направи собствен бренд, можеш све да направиш можеш денеска на социјалните мрежи, а притоа можеш да примаш и многу информации. И сега кои информации ги примаш ти, тоа е лично твое, ти што ќе одредиш да влегува во твојата глава, а да излегува твојот мобилен телефон. Знаеме дека се алгоритам и алгоритмот те прати тебе. Тоа што го ролаш, тоа што го гледаш, тоа што ти задржува најмногу внимание, тоа ти го посветува и тебе. Ако е прашањето на менето, на пример, и на оние луѓе што ги злоупотребуваат социјалните мрежи кои што немат никаков резултат, ајде да кажеме конкретно во бодибилдинг и фитнес, а се промовираат како фитнес тренери или без разлика што и да е, ги оправдуваме нив, борба за живот, борба за екзистенција, секој има право да го работи тоа денес, но мое правото, јас дали тебе ќе те слушам или нема да те слушам. Мое и јас треба како индивидуа да проценам дали ти си вреден, имаш вредности за ја да те слушам тебе. Ја треба да проверам што си постигнал ти во твојот живот. Јас знам ти се такмичел, се правил си има такмичења, промовираш, правиш на различни начини, чека овој дечко е добар, има нешто вредно во него, е окей да слушнам нешто од него. А ти ако немаш ништо позади тебе, ти немаш ни едно такмичење, немаш ништо буквално, си отишол 5-10 пати во теретана и ти да ми промовираш на мене здрав живот, здрави навики е суптилно. И немаш што воопшто да ми го задржиш вниманието. Така да кај мене алгоритмот ми е така направен што само она што знам за мене дека е добро, без разлика дали е фитнес тренер, дали е психолог, дали е мотиватор, дали е околу финанси, сега слушав надвор подкаст околу историја, тоа ме интересира моментално, слушам тоа што сакам јас. Така да окей ми се социјалните мрежи тотално и сите оние кои што и ние често кажуваме се злоупотребуваат, премногу сме на телефони, но сите ние тоа го збориме и ние сме исто така премногу на телефони. А денес сме на телефони, порно биле луѓето на телевизори, одреден временски период кога биле телевизорите, пред тоа биле на радио и така да секогаш има нешто што се случува, тоа е тренд и од тоа едноставно не може да се избега. Така, и доправо кој нешто ќе биде, така да... Јасно. Исто што сакав да те прашаме, каква е паралелата во однос на поддршка и спонзорства, да речеме во твоите почетоци за време на средината и да речеме сега во овој период? Дали мислиш дека од аспект на луѓе кои што се спремни да вложат во еден надпреварувач, во еден човек кој што се занимава со оваа фитнес дејност, во еден спортист, е качено тоа ниво, да речеме каде што се повеќе и повеќе луѓе би вложиле во тебе како индивидуа, како атлета? Мислам дека е на исто ниво кога
и како што почнував и на исто ниво дека и сега. И на моите почетоци се сеќавам и сега оние што им помага за такмичење беше на база на пријателство, другарство, дали мое лично, дали на пријателство на татко ми, така да беше тука. Биче јас бев почетник. Сега почетник што треба, он што може да очекува од мене како почетник? Сака да помогне на најпријателска другарска база. Со текот на годините се градиш како личност, како персона. Сега од кога излегува и социјалните мрежи пред малку што ги изборевме, веќе можеш повеќе да допринесеш за било кој ако сака да вложи во тебе. Но проблемот е кај нас многу подруг и многу подлабок, што бодибилдингот се уште сите оние луѓе кои што немаат деловно познавање за бодибилдинг, има се уште лоша слика. Зборам како такмичари. Кај нас прво нешто такмичар кога ќе спомниш асоцира на анаболици на тоа. Друго ништо не асоцира. Никој не го знае патот што го одиш, не знае никој како си стигнал до таму, до таа бина и сето тоа. Ја често зборам, нашата бодибилдинг федерација пред се треба да има мисија из цела Македонија, из цела држава, да држи едукација, здрав живот, здрави навики, пододат по сите највлијателни фабрики што се овде во Македонија, најголеми компании, да држиме семинари за таа едукација, да ги едуцираме луѓето дека ние сме сосема спротивно нешто. Дека ние сме тие презентери на здравиот живот, здрави навики и тоа сето. Кога тоа ние ќе им го покажеме на сите луѓе, на големи компании, на бизнисмени, тие верувај дека многу подруго ќе гледат на секој такмичар кога ќе оде да побара спонзорство. Ти кога ќе одиш за спонзорство да побараш, што ќе му понудиш на него? Што ќе го изрекламираш него? Реално, мислам тоа е реалноста. Треба навистина многу успех да постигнеш, многу да си следа на социјалните мрежи, а кај нас знаеме колку може да биде од 1.800.000 жители, колку може да те следат. И така да мислам дека тука повеќе се сведе уште на таа пријателска, другарска база отколку на некаков успех и нешто што може да допринесеме ние за големи компании или било што. Можеме многу, но да има добар концепт и да не е само бодибилдинг, туку да го поврземе бодибилдингот со многу други гранки, што, например, дали психологија, дали позитивна психологија, било што да е, но да не е само тоа. Бидејќи ние пред се треба да бидеме промотори на здравје, тоа е најбитно. Треба да им укажеме на луѓето како да бидат здрави на 50, 60, 90 години. Тоа да ни биде главната мисија како билдери, како бодибилдинг федерација, како сите оние што се занимаваме, сите во оваа заедница што сме. Кога ние сите овие 500, 600, 1000 луѓе би го промовирале низ цела Македонија, верувај дека ние би биле многу познати и многу луѓе би добилале многу полесно спонзори. Ќе ги препознаат квалитетот на тие луѓе. Секој си има одредена мисија овде во оваа држава. Такмичи излегуваш минута две на Боја Намачкан и што му значи на него тој? Да. Што ќе му значи реално? Ништо. А ти ако имаш цела година некакви активности поврзани со бодибилдинг, фитнес, здрави навики, утрински рутини, вечерни рутини, едукации разни, тука веќе се оделуваме. И тоа треба да, мислам, ова најдобро намерно на федерација, бодибилдинг федерација, да презат мерки. Јас лично конкретно, јас имам таков проект, се надам дека наскоро ќе го правиме низ цела Македонија, имаме караван целогодишен, цела програма имаме направено, каде што помош од владата и некои министерства треба тоа ни го поддржува и треба да почнеме едукација на родители и деца. Кај што сакаме да ги едуцираме родителите и деца на здрави навики, здрав живот, бидејќи тоа е потребно денес. Родителот ако не е пример за своето дете, детето нормално нема никош да практикува нешто што ќе гледа што прави неговиот татко. Тој има најблизок до него или мајка. Тие се неговите херои додека тоа дете. Тука треба да се направи. Многу има, широка е темата, но се надевам дека свеста ќе се промени многу кај нас и сите ние што се занимаваме со овој спорт. На многу подруг начин да го гледаме бодибилдинг. Не само како нешто за такмичење, за бина, да се мачкаме, па да сме нервозни, па стресни, па требало да јадам 300 грама јагнени хидрати, па ја не можам да разговарам сега, па се затварам дома, па тоа све е промоција на еден лош живот, неубав живот што никој не сака да го живее. Така. Ако го работиш од љубов, да, го работам од љубов, ама ќе функционирам низ целиот свет. Ќе бидам мангуп и дома, ќе бидам мангуп и надвор. И ќе го издржам целиот процес. Точно. Нема да кукам, нема да плачам јас. Тешко ми е. Да, бе си го одбрал тоа, нема што да плачеш. Никој не те терал на крајот тебе тешко. Да. Не само на тоа тешко, не само ти такмичар, па и професионален и фудбалер денеска и рекоментари, секој внимава на себе. Јас сум разговарал професионални фудбалери, секој утро ги мерат и им кажуваат што да јаде цел ден. Лесно му е, не му е лесно. Да. Имаш право, тотално си во право. Веќе кога ги спомна федерациите и претходно и сега, кажа дека во доста федерации си имаш надпреварувано. Кажи ми, која е најголемата паралела што можеш да ја направиш измеѓу МПС и АФББ, овој АФББ елит кај нас?
според организација, според самите такмичења, според тебе? Реално, сега зборам не пристрасно, се такмичам долго време во МПЦ, например, МПЦ е на едно високо ниво. Самата организација, самите надпревари се вложува многу. Да збориме од аспект на организација, бина, се тоа што од самото мерење, самиот маркетинг претходно што е направен, навистина Мистер Олимпија аматер кај што одиме, бината е поголемо од 30 метра поширока. Навистина грандиозно нешто, кога ќе застанеш пред нејзе, се осеќаш како да си на она главната бина на Мистер Олимпија. Наистина предобро е суди организација сето тоа. Не поценувам, например, имаме ние добри такмичија, нели во Шпанија, ја не знам, европско, светско што организираат, но тоа се е таму сведено и се едно исто, цело време се повторува. Тоа е една механика само која што е работа. Да видиме овде Diamond Cup или било што, знаеме кој левел е тоа. МПЦ кај што одат, посебно кај што има квалификации за МПЦ Pro, кај што се борат луѓе што се Pro картички. Јас сум бил на многу такмичења тие, после тоа нормално има и Pro надпреварувања. Лани беше Бамстед и ред други што бевме овде во Европа, кај што се такмичења вистина врвни, овде има и врвни такмичари. И кажувам, премногу се вложува и во маркетинг и во самата бина на само такмичење, значи да се осетиш убаво кога ќе излезеш него. Ја пред 2-3 години кога бев овде на такмичење, луѓето нема осветлување кај нас во дом нарам. Немаше биното осветлување. Еден плакат позади имаше, само ја менјават годината, а на плакатот погрешко напишано и атлета на Македонија беше. И сега, кој е тоа мерило со некој друго такмичење? И мислам дека сепак МПЦ, како МПЦ вече секој сериозен такмичар збора. Човек што има сериозни намери во бодибилдингот, што своите граници знае дека може да ги помести, е единствен начин да се стигне, например, до Мистер Олимпија. Тоа е тоа. Знаеме сега Арнолд Класик беше, Арнолд Класик, гледаме се ова година, $750,000 беше прво место. Па би да ги собериме, ма нема што да собериме. Ни на едно такмичење нема награда. Ја не се сеќавам негде да има и светски шампион да бидиш, и европски нема награда таму, така? Да. Кога се сеќавам. Да. Сега може да е сменето нешто. Во про делот има, ама пак не се споредува со $750,000 на крајот денот, да. Ама и во про делот е таму ограничено. Например, тоа е разликата што таму IFBB Pro, како му беше, Diamond, како ми беше? Elite Pro. Нема што го земаш и која ти е сатисфакцијата за понатаму? Те разбирам, скроз. Така? Да. Ме разбираш, нели? И да победиш, ограничен си, тука е. Во тој круг си, маđарсен круг, и тука се. Доека овде, ако победиш на протакмиче, имаш квалификации, победиш Про, па имаш квалификации и дојдеш на Мистер Олимпија. Одиш на Мистер Олимпија, бетониш се добри избори. И овие надпревари прошто се, прво, второ, трето, имаш бодови, нели со бодови се влегува таму. И сепак и сериозни суми се вртат. Пак и 10, 15, 20, 30, 50 евра, пак на некој начин е сатисфакција некоја, за да може финански, например, да се спрема цела година и да не е за друго, за некоја големо надпреварување. Да. Така да, али гледај, такмичење како такмичење, сега збориме квалитет на уредување, бина... Не, за тој дел разговараме, да. Тој дел, а другиот дел, ако го земеме, без разлика каде да се спрема, истата мака, истиот труд, такмичарот го вложува и таму и таму. Точно. Нема тука никаква, ова е послабо, ова е појако. Нема послабо, појако. Секој треба да е максимално спремен и знам дека секој дава максимум од себе. Сега овде финансискиот дел е многу појак и види, тоа е борба измеѓу тие две големи федерации. Јас тоа го знам и го сватив многу одамна. Ние сме само мали пиони таму кои што учествуваме и во тој голем свет да финансираме за они да имат сериозни суми на пари да влегуваат. Ако земеме Мистер Олимпија аматер, дека има 1200, 1300, па еднаш кога бев 1500 такмичари, кои што треба да платиш по 200, 250 евра котизација, па ти израчунај колку пари само од едно такмичење, од една Олимпија аматер. А такви Олимпија аматер има 6-7 низ Европа, може и повеќе се. Мислам дека се 6. Така, да, мислам дека така нешто. И сега рачен само тие колку се. Во Будимпешта знам дека има 3-4 исто надпреварувања кои што ги Алина Попа што ги организира. Да. И тоа е навистина голема сума на пари таму што се врти. И тоа е една огромна сума на пари. Така да тоа е машинерија многу јака, многу години постои од времето на Вейдер, ако земе книгите да читаме најдот уште тогаш како биле надпреварувања, колку пари се вртеле, па до ден денес се навистина огромни суми. Сега ние секој да си го најде патот и од која федерација мисли дека повеќе може да има финансски после да може да е исплатливо за него. Бенефит, така. Тоа е тоа. Инаку
И лично секој се пронајде, некој може и фудбал сака да биде светски европски шампион, може тоа сака да го има до крај на животот, да го воде и тоа да биде нешто за него. Најсвето, некој како мене да сака на мистер Олимпија аматер, некој да сака на мистер Олимпија да се квалификува, така да секој си има некој зависен пат и треба да си боде тој пат. А не подценувам една, јас сум бил и долго време во ИБФФ, во ова Словенија што е на Душко Маџаровиќ. Сега последниот кога бев сакав да направам некоја експериментирање околу полнење празниње, и сакам на себе да пробам, ако работам со некој друг да знам како работи тоа се. Во мојата категорија Мастерс имаше 25 такмичари. Од тие 25 такмичари, ја ти гарантирам топ 5 што беа, да дојдат овде на државно кај нас, Мастерс зборам, не зборам други. Нема никој да ги победи. Тоа ти го гарантирам. Така да не може никој да подцениме. Секој си го наоѓа својот пат, дали некој се скарал со федерација, па оде во друга федерација, дали таму финански поисплатил, дали спонзори може да повлечат повеќе таму, но секој треба да се спрема било за како. Така, точно. Веќе кога спомнавме мистер Олимпија неколку пати, имаше прилика со сите светски звезди да имаш, да речеме, ете некој директен контакт. Доколку би можеш да издвоиш еден, или нека бидат ете тројца, кои ти оставија најголем впечаток и зошто? Па вака, Кемел Леврон ми е мојот најдраг пријател, мојот идол од детство, сега што ми е еден од моите големи пријатели, негов бренд амбасадор, со неговите суплементи ги работев во Австрија. Например, тој ми е веќе, како да кажам, најблизок од сите тие од тој цел свет. После него можам да го издвојам, например, Джей Катлер. Тој е вистина еден господин, каде и да оде е појава и навистина е вистински репрезент на бодибилдинг. Вистински репрезент во секоја смисла, секојаш среден, облечен, дотеран, харизма, насмејан, навистина еден вистински амбасадор на бодибилдингот. Исто така Хади Чопан ми е еден од омилените бидејќи е навистина предобар како особа, како личност, како персона. И мојот син предно одење во Ирак пред 4-5 години, исто беше кај него во теретаната, специјално отидов кај него. И кога се сретавме последниот пат во Лас Вегас, кога му покажав слики, дека се сликани, дека специјално од Македонија ги однесува во Ирак, а потоа патува 1200 километра со авион да отидат до негова теретана да го видат, тој се расплака од среќа. Навистина е доста емотивен човек, а буквално со сите од мистер Олимпија сум вежбал, сум тренирал на некој начин, со некој дали повеќе, помалку, бидејќи кога оди мистер Олимпија сите се спремат во Драгон Джим. Драгон Джим е на Флекс Луис теретаната и ние одиме секогаш порано, 2-3 недели пред надпревар и таму сме во таа теретана. Таа теретана буквално секој, со Рамон Дино исто сме тренирале заедно. Рамо вежбавме еднаш заедно со Милош Шарчев, Мауро Саси, Андреа Прести и уште еден такмичар, не ми текне кој Андреа Прести што го спремаше италијанец исто. Вежбавме нози заедно. Сум вежбал со многу од нив. Исто така во Калифорнија на Венус Бич заедно сум вежбал со Чарлс Гласт, што е еден од најстарите врвни светски познати тренери кои што да Рок, Дженифер Лопес, такви звезди тренира и навистина тешко е да доприш до него воопшто. Но вистина човек кој што го сака тоа, кој што цел живот е во тоа, повеќе од 30 години. Јас кога влегов во Драгон Джим, Габриела ме влечеше да излеземе надвор, по 4-5 сата седев таму. Абе добро ми, ќе си одиме ли еднаш? Убаво ми е тука. Убаво ми е, стварно ми е убаво. Со сите тие се луѓе понормални од нашите сите нормални. Так. Секој разговара со тебе, секој ти кажува, никој нема што да крие таму. Мислам што од мене ќе крие, не ме гледа никаква конкуренција или било што. И секој онака се срдечни много. Иако пред надпревар зборам недела две кај што се веќе напнати, кај што такмичење големи парични награди, знаеме што е мистер Олимпија. Но вистина преубаво искуство. 3-4 пати бевме на мистер Олимпија во Орландо и во Вегас. Невистина преубаво се поминавме. Посебно и во Planet Fitness јас бев сместен кај што беа сместени сите оние такмичари на мистер Олимпија. Доручкуваш со оние, седиш, секој ден се сретнуваш таму во рестораните, се обавезно одмарат, седнеш и разговараш со било кој, така да сите се достапни, онака се баш. Така, да речеме, кога доаѓа делот за, да речеме, кој има дозвола од публиката се запознаваат со надпреварувачите. Кажи ми, дали сите од нив, да речеме, се колку толку ете ќе стават некоја маска, да речеме, каде што се пријатни со секој фан, или сепак и таму има некој кој што е константно напнат, да речеме, некој да покаже респект кон фановите. Каква ти беше според тебе твојот поглед према тоа? Има, да, токму убаво го кажа ова.
има една ден кај што буквално има како сајм, како експо и секој си има негов штанд од овие такмичарите. И тоа се бели огромна бројка на преварувачи, класик, фитнес, бикини, велнес, бодибилдинг, опен, сето тоа, сите се таму собрани. Па как поголемот дел некои дури не сакат ни да станат кога се сликаш. Онака си го имат некое свое его, живеат во некој свој свет и навистина дури лошо и да ги гледаш. Додека повеќето од нив зрачат со таа харизма и позитивна енергија. Посебно тука морам да го изволам Бамстед. Например, он човекот зрачи со енергија од километар да го видиш. Со секој малку ќе поразговара, ќе се насмее, ќе се слика, ќе го гушне, ќе го прегране. Онака баш еден стратечен, добар, топол човек многу. Овој исто е добар, интересен Андри, сега што победи на Арнолд Класик. Джейк. И тој е доста позитивен лик, Джейк, да. Па Бик Реми исто и он тие онака, али види, ја ги разбирам и нив, че сега тоа почнува од негден 11-12 предпладне, па трае до 9-10 навечер. А тоа е маса на народ, огромна маса на народ. И ти со секој да се поздравуваш, да збориш, па тоа е губење на енергија. А веќе знаеме пред надпревар, треба да јаде, треба да се полне или да празне, без разлика што е да е. Тука свет е бројена, па малку 5 минути јаде, пак оде се слика. И на види тешки моменти си тоа, но повеќе од нив можам да кажам слободно дека се позитивни и да го издржуваат тоа. Сепак таа слава и на нив им годе. Не колку да се правиме луди, секој ужива во тие моменти. Така, точно поради тоа што да речеме ете си имал доста комуникација со луѓе кои што се на голем ранг кога збориме за светски левел. Да речеме имаш работено и со доста тренери. Доколку би можел да издвоиш еден тренер кој што има према тебе оставено најголем впечаток, дека едноставно ја владее материјата од секој можен аспект. Кој би бил тој и зошто? Како дојде до тој заклучок? Мауро Саси дефинитивно. Преголем професионалец. Преголем професионалец во секоја смисла на збор. Значи секое зрно ориз што ќе ти даде да го јадиш, точно се знае зошто треба да го јадиш. Така, сега. И тоа го прави на еден многу едноставен начин. Не комплицира премногу, не експериментира премногу и со него го земав и тој медал кога беше прв пат. Јас се разочарав многу на последното такмичење пред да се запознавам со него. Мислам, јас се знаев со него, јас и Зоран Колевски го запознав со него на едно европско такмичење. Имав контакт претходно уште во Словенија. Еден мој другар се спремаш за надпревар, тој му беше тренер и така се запознавме. И на последното такмичење во Америка тотално разочаран, веќе дадов и јавно дека се откажувам од бодибилдинг од се живо, нели ја рекол цело време така сум. И јавно кажувам, плачам таму дека се откажувам веќе. И бевме сместени во прв ред, бидејќи сме во добри контакти и со газата на Мистер Олимпија и тие подобри менаџери што котираат таму. И станав да одам до тоалет, се враќам, некој ми седнал на местото. И го чукам по рамото. Вака се врте Мауро Саси. И седнавме еден друг на едно столче. Што ти е, вика, вака му кажам, вика, многу не можам на крај полне празне нешто, викам, тука ја правам грешка, не можам да го направам тоа што требе, вистинско. А вика, што сакаш? Вика, медал да земам на Мистер Олимпијанот. А вика, јас ќе ти помогнам, така, вика, од мене, кога ќе дојдат последните 2-3 недели за полне празни. Викам, не, кажи ми ти колку кошта цела година, тоа беше негде на октомври, ноември, кажи ми колку кошта од јануар до следното такмичење да работиме заедно цела година. Ајде, вика, важи, јас сум со Андреа Прести овде, поодиме Њујорк уште едно такмичење, има одма после квалификации, да завршиме се и доаѓаме и се договоривме со него да работиме и од сам почеток, кога почнавме да работиме, навистина тоа беше премно повеќе од професионално, во секој аспект. Зборам до голтка вода. И кога одев кај него во Трст да правиме тренинзи, тоа беа такви тренинзи што потоа кога возев кола не можев ни колата да возам од Грчеви, Мчеви, што уште не фаќа. Тој систем е истиот систем на Милош Арчев. Тие се многу големи другари, заедно и постојано се во контакт, се надополнуваат еден со друг, многу се поштуваат и навистина премногу живеат. Гледав тоа и во Вегас. И онака ги знам. И тој е тој систем што го практикуваат и едниот и другиот. Така да Мауро Саси е број 1. Мислам тој во светот е сигурно меѓу топ 10, ајде да не претерам повеќе, ама тренери по успеси, по она што има клиенти и се. Така, и се околу него имам сличното лично дека е, да речеме, доста екстремен кога станува во аспект за кардио и за тренинг. Какво е твоето искуство со тоа? Па зависност од форма и зависност од категорија. Ние немавме потреба да одиме до таква екстрема, бидејќи немав килажа која што требаше да ја бркам јас. И тоа беше многу полесно. Ние бркавме форма да извадиме колку што можеме подобро. И сега јас знам дека он има такмичари таму кои што се во многу помали категории или 212 кои што нели таму висина и килажа.
и тоа се екстремни категории кај што на пример од 110-120 кг, 1,65 м треба да дојде под 100 или под 90 колку е. И таму навистина се оде до екстрема. Знам ја и сум присуствувал, сум гледал кога разговарале, сме вежбале заедно со тие такмичари, дел од неговите, дури некои такмичари кај него во теретана знам дека спиеа тогаш, бидејќи не можеа да го издржат тој напор надвор, бидејќи премногу гладни и премногу дехидрирани и сето тоа, знам дека спиеа во теретана кај него за да може да го издржи сето тоа. И таа е цената на тој, но тој одеше до крајност, он има вадено дефиниции што стварно се луѓето онака донесени до некоја крајност, што навистина изгледа кога ќе го погледнеш страшно. Така, веќе кога збориме за плаќање на врвни тренери и се останато, каква е разликата, да речеме, во однос на цена, да се плати еден светски тренер и еден тренер кај нас, да речеме еден врвен тренер кај нас, во паралела со еден светски доста познат тренер? Каква е паралелата кога станува збор за цена, за вреднување на трудот на тренерот и слично? Сега не сакам да навредам никој, ама не може да направам паралела, бидејќи немаме ни еден тренер овде. Кој, не знам кој да го спорим. Не знам кој да го каже. Ај дај ми тројца. Еве да се ставиме и тебе да те ставиме во целата игра. Некој да сака да има... Не сум јас врвен тренер, ја не спремам спортисти за такмичење. Јас такмичење спремам луѓе што ги осеќам блиски, што знам дека она што ќе им го кажам сето дека ќе го практикуваат и што се со мене 24 сата, како што е Зоки адвокатот кој што со мене прави кардио, со мене вежба тренера, цел ден е со мене супругата, черката, и тоа е многу мала бројка. Ја не го работам тоа. Јас работам на тотални трансформации и многу други промени на животни навики и така натаму. Но моите цени се исти како цените што се нова светски познати што се фитнес тренери. Веќе си го вреднувам трудот 30 години што го имам позади мене, си го ценам тоа, знам колку имам вложено во себе и знам колку можам да направам кај некој човек, така да си го вреднувам, си го ценам тоа, а не се премногу скапи, ние ако мислиме дека дури некој може да се и поевтини од овде, ако земе, ајде да не збориме Македонија, да ја земе и Србија, тука Хрватска. Балканот да го земе, Балканот цело. Балканот да го земе, навистина се во некои понормални цени, да кажем. Така да е заблуда тоа некој ако мисла дека кој знае како екстремни скапи. Тоа се мал број, Милош Арчев и некои други, тоа се мала бројка, или овој што беше тренер на Хади Чопан и на Хани Рамбот. На Бамстед. Да, на пример, тоа се некој друг левел на тренер, но нормално ако се име некој што со нормална граница, не се екстремно скапи. Така, убаво е што, ете да речеме, ние како македонци и целиот Балкан имаме прилика да разговараме со човек како тебе кој што имал комуникација и знае едноставно каква е вистинската слика, дека ете, како што кажам, можеби и не се толку скапи колку што ние се замислуваме или можеби тоа се представува кај нас. Точно според тебе, кажи ми, во која насока движи бодибилдингот кај нас? Кај нас, мислам дека движи во тотална надолна линија. Судејќи според... Гледај се, ние имаме изолирани случаи кај што се, например, Меријана Кијаска или некои други што имат направено вробни резултати. Тоа се мала бројка и тоа се луѓе кои што, например, се родени со тоа, со тој талент, со таа генетика и сето тоа. И тоа се луѓе пак сами што допринеле за да освојат такви резултати. Ние немаме овде, прво немаме некоја федерација што навистина ќе се погрижи, не збориме, пак ќе се вратиме на тоа, не само на тоа такмичење. Па ние не сме само во таа федерација да облечиме одел и облемочне ББФ и да се шетаме на бина април и октомври и дајман ако имаш некој такмичење и тогаш како паони да шетаме околу бина. Нас не цела година одговорност ние ако сме во таа федерација. Да имаме стратегија една добра, ти знаеш ние на такмичење сега имам по еден двајца во категорија. И секој е кај нас победник, веќе Македонија кој да се такмичи е шампион или вице шампион. Толку е. Значи во секоја категорија. Не дека е подобро и во Хрватска, не дека е подобро, например, но во Србија и во Бугарија е на многу повисок левел. Јас бев во Бугарија на MPC, сеќавам лани, мислам дека септември месец беше, Балкан Гран При, имаше од Бугарија имаше повеќе од 200 такмичари. Што брека прокарти. Повеќе од 200 такмичари. Што е навистина голема бројка. Што кај нас да се вратиме уназад 10-15 години не може да се бериме. Ние во моментот, јас се сретнав со Битола, како се викаше? Божидар, да. Стварно дечко е феноменален. Феноменален. И ја мислам дека тој има светла иднина во бодибилдингот.
Сега тој е во тешка категорија кај што навистина е конкуренцијата преголема, има навистина многу добри во неговата категорија. Но дечкото е феноменален. Феноменална генетика, феноменално изгледа, млад е, перспективен. Во него, например, гледам дека има надеж. А не знам моментално други некои кои би погледнал и би кажал на збориме сега за некое светско ниво, не збориме сега овде државен првак или овде балкански. Знаеме на тоа балканско двајца, тројца, четворица во категорија. Ако не си прв, втор, трет, тука цело време се врткаме, само нешто медали изијаме нешто. Но потоа кај да отидеме надвор не е многу тешко. И мислам дека треба федерацијата многу посериозно. Види, немаме ние ни федерација како федерација нема финансиски средства. Она не може и не треба да живее само од сега не агенција, сега Министерство за спорт. Таа ограничена сума на пари, 200, 300, 400.000, 500.000 денара. Но што е тоа пари? Федерацијата кога ќе се покаже како една вистинска федерација, верувај дека каде и да тропне на која врата, има големи компании кои што треба да застанат и како што моментално ММА-от отиде на многу висока гранка, каде што навистина луѓе што веќе заработуваат по 10, 20, 30, 50, 100.000 евра од борба, треба да го направи исто и бодибилдингот. Значи бодибилдингот е многу пред ММА и пред сето тоа. А ние останавме доле, а оние се издигна, знаеме ФНЦ што е во Белград, во Загреб, правеа сега во Германија, правеа во Славонски Брод, сега имаат борби, повторно прават сега во Белград, во мај, спектакли. По 30-40.000 народ има публика, ние на такмичењето имаме овде 100 луѓе, тие 100 луѓе роднини, пријатели, другари, што не му е згодно да не дојдат. Тие се само. Немаме. Навистина е жално. Па, јас кога се такмичев в тоа време, навистина имавме и полни сали, имаше конкуренција и поголема, по двајца, тројца во категорија, имаше добри што се надпреварував. Сега не знам, искрено овие 2-3 години не ни пратам кој знае што, овака после на Инстаграм што ми искача нешто од такмичари, ама не гледам нешто некој да си Зоран Колевски навистина беше голем талент, голем потенцијал кај нас, има многу успеси, преголеми успеси. Не може да збориме што сакаме, не може да збориме. Ја немам ништо против федерација, пак ќе кажам. Федерација е нивна, си работа тие, јас имам сосема друго со емпици, сум таму, сум си работам со нив, си го имам нивниот бренд, на Олимпија го работам овде, Академијата ми се работам овде, си имам сосема одлични контакти и со газдата на мистер Олимпија, и со Алина Попи, што е една од неговите поблиски соработници, и што е главниот судија на мистер Олимпија, и со сите тие што се во таа емпици структура, но ми е жал што овде се упропастува бодибилдингот. Пак ќе кажам, ние треба да имаме репрезенти на здравје. Кога така ќе се поставиме во системот и во оваа држава, ја верувам дека ќе ни биде многу полесно на многу такмичари. Па како ќе имаме такмичари кога никој не вложил, ни динар не дава? А секој знаеш и ти сам се спремал, колку е трошок, колку трауми поминуваш, сето тоа треба и психолошки да се спремен, и финансиски, и секако. И после на крај еден медал дори пехари не дава на последните такмичења, дава олко и пехари, што е срамота. Ја не знам, тоа се луѓе без осет. Ајде да не навлегувам, почнав се нервирам. Ова што е позади мене, за мене е најсветото нешто што го имам. Ова за мене е најголемата гордост. И јас сега да сум бил на овие 60-70 такмичења да не ми дале пехар. И што ќе имам позади мене? Празенци, така? Да. Па не заслужуваат нашите такмичари еден убав медал 1000-1200 денари. Толку коштат овие медали. 20-25 евра. Па толку ли не заслужил тој? Па со котизацијата што плаќа заслужен медал, дај. Тоа ќе ти остане, кога ќе станеш наутро са бајле, си прво нешто го гледаш, тоа што си го постигнал, од тебе медал сигурно е става. Горци на него. Му дава пехарче волкови, медалче му дава од како од тезга купено, не и се распаѓа до дома да го носиш. Ти сакаш да имаш бодибилдинг, како ќе имаш бодибилдинг? Кога сме имале парични награди, пајо нешто што спрема, што прави, што е стварно сака му част, што после толку години се уште вложува и нешто сака да направи за бодибилдингот. Кај него има нешто парична награда, што е стварно за наши услови сепак и солидна и добра. Иако на кој овде такмичење сме земале нешто друго? Нема. Која сатисфакција? Што би имал ти како млад човек, например, да се такмичиш? Ние сакале нече не мора да почнеме од овде ние. Мора да го изодиме тој пат. Те разбирам. Да се осврнеме малце на една позитивна тема, која што би сакал. Ова е позитивно, нема врска што. Која што би сакал да те прашам. Кажи ми, дали имаше директно влијание према Ангела, према твојата ќерка, за да излезе на надпревар? Нормално индиректни фактори постоеле. Те гледала како се спремаше, гледала и Габриела како се спремала. Дали имаше ти негде кај што директно
сакаше и ја мотивираше, ете можеби ја роди желбата да излезе на надпревар. Јас индиректно од секогаш сум сакал, посакувал и она што го работам ја, со низ мојот пример и тај на ден да сака да го работи тоа. Но никогаш не сум инсистирал и нема да инсистирам никогаш моје дете да треба да го работи она што го работам ја. Иако, пак ќе кажам, сакам да го работи тоа. И јас сум еден од најсреќните човеки, јас сум човек кој што е благословен од Господ, пак ќе повторам, после 30 години да си дочекаш ти со твоето дете да излезеш на бина. Јас, Габриела и Ангела сме првите македонци што излегле на бината на Мистер Олимпија сега аматер, од кога постои изборам од 63 година, па до денес прва фамилија татко, черка и мајка што излегле на една бина. Тоа за мене е најголемата гордост, најголемиот медал. Илон Маск може да има милиарди, може да има што сака. За мене тоа вреде повеќе од све што има на свет. Нема поубаво чувство за еден родител да се доживее со своето дете да излезе на бина. Заедно да се спремат, заедно ни се да поминуваат оние тешкоти, заедно да јадеме, заедно да вежбаме, заедно да разговараме на тие теми и да отидеш да го доживееш таму. Ние кога бевме на Мистер Олимпија сега, главниот судија што е Терек, дојде и вика, девојчево што го носите на такмичење, ви е супер, он мислиш дека е со нас такмичарка, дека ние ја спремаме. Супер, ви е предобро изгледа, има голем потенцијал, вика да не прекинете да продолжите во Америка. Ви што е 10 години веќе главен студија на Мистер Олимпија, збориме на главната Мистер Олимпија и на Мистер Олимпија аматер. И ние му кажуваме, ама тоа е наша черка, вика не е можно. И кога му кажавме тоа, отиде газдата, го викна, дојди газдата на Мистер Олимпија. И вика не ми се верува. Викам они ми викат сакаме да излезете на бина да ви одадеме чест за ова све што сте направиле. Ми извадува на бина, заедно бевме на бина, околу 2 минути спореа за нас, цела публика, цела сала буквално беше на нозе и не аплодираше. И тоа се најубавите моменти во мојот живот. И јас сум среќен, например, Ангела што оде по моите стапки, ево го и Блаже се тренира во Австрија джудо и тој занимава со спорт, исто и теретана оде, но сосема друг спорт има, го поддржавам во тој спорт. А мило ми е што Ангела е дел од нас, например, и ова што е една семејна приказна што навистина ме прави посебно среќен. Ја да ти кажам да ми дадат Мистер Олимпија главна да земам или Арнолд Класик $750,000 и да излезам на бина заедно со мојата черка, ја 100 пати би одбрал да излезам заедно со Ангела и со Габи на таа бина. Вичи навистина само човек може да го доживее тоа кога ќе излезе таму. По 30 години сам знаеш ти си имал неколку такмичења, сум поминал низ грчеви, крв сум мочал, што уште сум немал низ животот, какви травми од тие такмичења, од непознати работи, вода не пие, сол не јаде, ова не прави, тоа секој нешто експериментира низ текот на годините, многу тешкоти и на крај како круна на сето тоа заедно со своето дете да излезеш на бина и својата сопруга. Наистина е нешто, дај Боже и многу други да го доживеат тоа. Тоа е нешто што не може, нема цена, едноставност. Јасно. Не пријав никогаш, пак ќе кажам директно, посакував и кажував дека од кога почна веќе она кога почна да размислува зрело за надпревари и тоа, и кажав, ајде отиме некој полесно такмичење, да видиме до кај си, што си, како, дали можеш да ги поднеш припремет сето. И мене ми е многу, например, позитивно кај не дека и што сама се спрема за јадење, само можам да ја напишам што треба да јаде, сама се спрема, сама се готви за тренинзи, например, сака да ги работи тренинзите, така да мислам дека сега здравје Боже, ако и дадат виза, септември месец одиме повторно во Лас Вегас на Мистер Олимпија аматер. И живи здрави ќе видиме таму како ќе биде и сакам таму самата да видам до каде може, до каде е, сепак таму конкуренцијата е малце подруга од овде, така да здравје Боже ќе видиме како ќе бидат. Така ли се нашите планови, ќе видиме како ќе се оствари. Јасно. Тоа што ете збориме успешен човек во доста аспекти, фамилиарен, бизнис аспект, ете да речеме и доста богата бодибилдинг кариера. Која е тајната за успехот за да си има една паралела помеѓу сите и во сите делови да си доволно успешен? Ниту еден дел да не изостанува. Работа на себе. Работа на себе и само работа на себе. Егото да го тргнеш на страна и да работиш на себе. И најважно од се е да сватиш дека животот е многу краток, брзо одминува, колку поквалитетно ќе се го помини животот, толку поубави моменти ќе имаш во животот. Јас тоа го сватив на време и мене семејството ми е секогаш на прво место. Јас живам за моето семејство, оформив здраво семејство, еве 20 повеќе 25 години сме со Габриела во брак. Јас сум среќен што имам сопруга се уште покрај мене, која што е секогаш до мене и што таа иста и љубов можам да кажам дека чувствуваме како пред 20 години, што многу и тоа е реткост денес. Луѓето
при најмала банална причина се разведуваат или било што, ние сме обстанале, имаме на председно здраво семејство, потоа многу работев на себе, ја и препорачувам и често го правам тоа на младите луѓе. Читајте, читањето е многу важно. Може да направи кај вас големи промени во животот. Една книга, еден збор може да го промени вашиот живот. Знам дека сега ова кога го слушат, ти дали си читал на наши години? Не сум читал, но од кога сум почнал да читам, знам какви промени имам направени на себе. Исто така, дружењето со луѓе. Секогаш направите селекција да се дружите со успешни луѓе. Луѓе секогаш поуспешни од вас, од некој што може да научите нешто. Ако и во помлади години, секогаш направи си една здрава врска, здрава околина околу тебе. И тоа е многу битно. Јас секогаш гледам со поуспешни од мене да се дружам, како Смилјан Мори и некој овде што видам како Зоран Витанов, да не ги набројувам кај нас луѓе што се успешни, не зборам како билдери, со себе во друг бизнис аспект, некој позитивен психолог, еве Немања Милковиќ од Србија ми е многу пријател, драг пријател, со него сме многу блиски, на пример, имаме на многу теми да разговараме. Немања Антич од Србија, исто го знаеме од рилсови подкасти кои што за финансии е експерт. Секој збор е на место, со него разговарам околу финансии. И така да секогаш сум гледал тоа и секогаш сум имал визија за работа, за бизнис, сум сакал и се она што го работам гледав највише да ми е поврзано со бодибилдинг, фитнес, она што најмногу го сакам. Сум имал други работи и се уште работа, имаме ресторан во Неготино, но го работам со партнер, тој се грижи за тој ресторан, биче ја не се пронаоѓам, не се гледам како угостител. Но како некој приход да влезе во мојот живот ми е окей. И гледам сега колку што може повеќе онлайн да ја сведам мојата работа, да имам повеќе слободно време, бидејќи сватив дека времето е најскапа валута денес, што нема цена таа валута едноставно. Времето одминува, секоја секунда не е битна во животот, така да пари може да направиме, времето не може да го вратиме никогаш. И треба тие некои компоненти да ги сватиме во животот за да не биде животот многу поубав. Бидејќи еве сега почнав да работам со луѓе зависници од коцка и кога гледам какви тажни приказни има навистина дури не можам да опишам ни што се поминуваат многу луѓе. И луѓето не го ценат, на пример, сега ние се занимаваме со спорт, здрав живот, здрави навики, и имаме некој убав живот. И не ги согледуваме тие убавите работи, ние копнеме по нешто, кога гледаме Мегрегор на јахта се возат, сакаме ние на јахта да се возат. Не бе другар, Мегрегор може на јахта, а моментално во Украина има илјадници, милиони раселени луѓе без домови, убиени деца, родители. Моментално во Ирак намо има илјадници убиени кои што се раселуваат, кои што не може да се најдат кај се семејства и семејства. И во да не набројуваме ред други држави што се има околу нас. Колку луѓе има болни околу нас. Колку луѓе има глуви, слепи, без раци, без ноги, што се борат низ животот, што се борци во животот. А ние здрави прави стануваме се вајли и кукаме, не ни чини ова, не ни чини држава, нафта ни покачале 100 и што ќе покачале големо чудо. Тоа е светски тренд, ќе помине како и се друго, што ако покачи. Кога не можеш на нешто да влиеш, нема потреба ни само да навлегуваме во некои такви теми што. Наместо да се нервираш за нафта зошто ја покачале, земи ислушај некој подкаст или прочитай некоја книга, неш паметна напред за себе. Така да работа на себе. Работа на себе. Сите млади тоа им го препорачувам. Бодибилдинг е една добра основа. Бодибилдинг ствара карактер, значи железен човек те прави. Никогаш да не се откажеш од ништо. Значи јас знам дека секој што се занимава со бодибилдинг, што излегол на такмичење е карактер, неприкосновен карактер. Како што си во бодибилдингот, биде во себе животот. Не се откажува од ништо. И така ќе бидеш успешен секогаш. Јасно. Точно имаме тука, можеби ова е најпоставувано прашање за овој подкаст. Доколку би можел да издвоиш кој е твојот омилен чит мил после надпреварување, кој би бил тој? Полнети пиперки на мајка. Едва чекам да се вратам од такмичење и да одам по Неготино и тоа ми е омилен, обавезно ми спремаше со години. Тоа и да се седнеме заедно онака разговор и да се јадам на тоа. Тоа ми е нешто омилено. Сега после тоа нормално сендвич едно друго сме каснувале, но тоа не е ништо онаа што ме задоволува или на пример што го паметам, него тие полните пиперки секој се ги паметам. Емоционална сатисфакција, така. Па предобро, во секој аспект. Така. Исто што сакав да те прашаме, дали гледаш кај нас во нашата држава потенцијал за светска сцена, да речеме некој млад кој што може би ти оставил впечаток дека едноставно може да се види доколку нели вложи труд во сам себе, остане истраен во овој спорт да го видиме на светска сцена. Моментално тие што ги имам видено во живо, Божидар, како што спомнавме на последното Мистер Олимпија Аматар бевме заедно и тој беше навистина блиско и до
да победи во тешка, ако победеше во тешка, мислам дека ќе беше апсолутно шампион со тоа, че земеше про карта. И дечко навистина има големи шанси ако продолжи така, ако е паметен, ако има добра стратегија, добар тим околу него, сепак знам колку и финанси му требат и на него за сето тоа. А моментално не знам дека мери се повеќе, моментално Да. се омажи има и дека е трудна, сигурно се има некои други Цели. животот има некој друг смисол, да. Други па не знам искрено од кај нас, моментално некој што одскокнува многу од другите, па за да мислиме дека нешто ќе има, че направи. Дај Боже да излезе некој и да направи нешто и да не ја представи нашата држава и ние да бидеме горди на некој. Зашто да не се гордееме со наши спортисти, како што ги имаме Пандев или било кој од овие спортисти што не представуваат ни светот, како што се гордееме со нив, ево го сега Ниџе и ред други што се, Да. например. И Перо Антич, и многу други сега да не забораваме некој. Треба да бидеме горди на наши некој од бодибилдери. Дај Боже, ние знаеш што значи ја да отидам во Америка и некој да има од Македонија да го гледам таму на Мистер Олимпија. Па со знамето ќе викам најмногу од сите таму. Најрадосен, најсреќен ќе бидам. Да. Јас се радувам на луѓето да се успешни кај нас. Ја не гледам ни еден грам, не љубомора туку. Не можам да ти го опишам како тоа. Дај Боже, ја не се сметам ни за успешен, ни најдобар ништо. Јас се сметам за човек најистрен што е во бодибилдинг фитнес. 30 години никој не истрел во ова. Повеќе од преврување верувам дека никој нема. Не. Фамилиарно никој не е издигол на преврување. Тоа се моите најголеми достигнувања. Тоа биле моите цели што сум ги имал ја и што ми се оствариле. Господ ете сакал, ми дал и јас сум му преблагодарен. И тоа заборавив. Благодарност кон Бога и за секој, не само и млади, секој. Да бидеме благодарни за се она што го имаме. Тоа е многу битно. Исто така. Јас секој утро станувам за благодарувам на Бога, секоја вечер легнувам за благодарувам на Бога. Бидејќи навистина ако достигнеме свесност да го цениме онај најмалото што го имаме кај нас, ние ќе бидеме многу среќни луѓе. Јас пред него ден влегувам дома, пазарував нешто Габриела и влегувам дома, огинот запален, топло. Прво нешто ми падна на памет, фала ти Господи што имам топол дом и семејство околу мене. Колку луѓе го нема тоа денес. Да. Треба да бидеме среќни на тоа. Јасно. Точно многу ми е мило што имав прилика зборам со човек кој што дефинитивно од сите гости до сега ти си единствен кој што стварно со емоции збореше за билдингот и се гледа дека билдингот едноставно во твојот живот многу и значи, дека има посебно место кај тебе бодибилдингот, така да дефинитивно е чест и реткост да се види тоа, посебно од човек кој што е толку многу време, каде што можеби би рекле ете толку години прошле, можеби е веќе рутина, не е ни љубов, но во твојот случај дефинитивно не е така. Доколку би можел. Извини што те прекинам. Верувај дека е љубов исто како од првиот ден. Со премногу љубов го работам и затоа го работам. Ја не можам да им објаснам на луѓето дека ова не ми е тешко. И кога ќе ми кажа, пак ли ќе се спремаш за надпревар? Ама ја дали се спремам за надпревар, дали не се спремам? Јас од сабајле јадев 10 белки и 100 грам овес. Потоа јадев пилешко и ориз. Сега ќе јадам телешко и компир. Јас тоа го јадам, јас тоа живеам, тоа ми убаво на мене. Мене да ми дадеш сега хамбургер, тоа би било тешко, проблем би било. Пица да ми дадеш, ја би се мачал да ја јадам. Ја уживам во што го правам. Јас са бајле станувам во 6:15, викам на цел глас од радост, од среќа и исполнет што сум станал живот, по сонце гледам надвор, одеме на водно, пеам од сабајле, птици слушам како пеат, пол со живот со енергија, одам во теретана, не одам од што морам, ја од што сакам, одам, уживам. И јас одам да вежбам кога е најголемата гужва во кај мене во теретана. Во 6:30-7, 18 години тоа го правам уназад. Сакам да бидам со луѓето, да ме гледат, да ги гледам, да чувствувам таа атмосфера, тоа што се случува се. Уживам, ти кажам, во Драгон Джим одам, не можеш да ми избркаш од теретана. Уживам во тоа и после 30 години. Јас живеам за тоа. Јас сакам да работам, да стварам, еве сега ќе магистрирам на психологија, учам, пишувам книги, нова книга спремам сега, мај месец ќе издадам, стварно работам многу на себе. Ама ова ми е сршто, ова ми е јадрото, ова ми е столбот, ова ми е тоа што ме носи на мене. Така. Доколку би можел, како за крај, да издвоиш една порака која што би ми опренал на младите кои што сакаат да се занимаваат со овој спорт, кој што ете би сакале барем еден мал дел од тоа ти што го имаш искусено да го искусат. Која би била таа? Најпрво да го работат со љубов. Најважното е да го работат тоа со љубов. Да имат цел, да имат визија и да знае зошто го работи тоа. Да знае да има еден пат точно кај ќе се движи. И ова да не го гледа само низ призмата на финанси, бидејќи милион пораки добивам јас,
ја сакам да се спремам за такмичење, кај да најдам спонзор. Не, брат, ти спремаш за надпревар, направи резултати, па побари спонзори потоа. Не веднаш уште не почна да се спремаш, ти мислиш на нешто друго. Патот е долг, тежок, патот е трнив, патот е низ многу брда што треба да ги накачиме, да симнеме, пак да накачиме. И нормално, и така треба да биде. Но најважно е да бидеме добри луѓе, да бидеме големи верници, да си ги почитуваме родителите, семејството, оние што се во брак, жена, деца, да имаме почит према секој еден надвор, да бидеме подобри како луѓе, да бидеме благодарни кон Бога, да си имаме цел, да работиме на себе, да сакаме самите себе, бидејќи ти, ако не се сакаш сам себе, не можеш да сакаш никој од надвор. Тоа е само илузија. Ја верувам дека ние што вежбаме повеќе, почнуваме ради некој его, ајде да се покажеме пред други и се, но тоа е некоја фаза која што треба да надминеме и ова да не биде еден начин на живот. И утре на 50, 55, 60, 65 години исто да го правиме, да се гордееме и на 65-70 години. Ја одам на надпревар и гледам луѓе по 75-80 години со своите баби одат на такмичење, а луѓето изгледаат толку феноменално полни со живот, со енергија. А оние што не вежбат, знаеме какви се на 55-60 години, колку атрофиран мускул, колку неподвижни триглицериди, маски, инсулин, све што може е тука налечено. И да водат грижа, најважно од се, за своето здравје. Бидејќи ништо не е поважно од своето здравје. Никој да не ве лаже дека со анаболици се прави ова, со анаболици се прави тоа, повеќе земи поголеми успеси, не. Не, здравјето на прво место. Џабе ти е се, и мистер Олимпија да видиш ти, еве го гледаме Рони Колеман, бил мистер Олимпија, но гледаме ни што се поминува човек. Не да може, тоа е судбина, може секој ден да не снајде. Но сепак и тој со неговиот начин на тренинг и сето тоа што го правил, допринел до ова да е денес. Но вистина, јас и со него лично се знам, многу пати сме се сретнали, сме разговарале, човекот во очите му се гледа неговата тага. Неговата тага. Тој нонстоп е со некој, ништо сам не може да направи. И сега да не се доведеме тоа, туку да направиме еден таков баланс во животот и да не бидеме само како коњи, бодибилдинг, фитнес и ништо друго. Животот е многу убав, има многу убави бидеме сите тие работи. И треба да бидеме свесни дека многу поубави работи има во животот. Тоа нека не биде еден водич, како што ме мене, еден столб стршта, да направиме една дисциплина железна во нас, да не биде јадрото наше, но околу нас има уште многу. Утре треба да мисли секој да оформи семејство, да има фамилија, да има жена, деца, да биде пример за своите, и како што кажав, исто и почитување на своите родители, без разлика и да ни погрешили, да не можеле да ни помогнат, може би сакале, на толку знаеле, толку можеле. И не треба никогаш да замеруваме на своите родители што ни се блиски. Ова зборам за помладите оние што се. А нормално ние родители, секогаш треба да ги поддржиме нашите деца во било што, посебно ако е за спорт. Така, тоа што ти благодарам на издвоеното време и се надевам дека припремите и твоите и на Ангела ќе проминат најдобро можно, па ќе снимиме уште една епизода каде што и ние ќе викнеме како гостин да кажете како сте прошли на Мистер Олимпија Аматер. Ако фала и на тебе, баш ми мило што има некој како тебе што го работи ова, што сепак го знае, може да го испромовира спортот. Ја гледам ти се трудиш во различни аспекти, гледаме на Инстаграм, те пратам цело време, си активен, сакаш да направиш нешто за фитнес, за бодибилдинг, некоја добра промоција и лично и за тебе и онака за фитнес како фитнес, продолжи ова да го работиш, веќе патот ти е најден, само треба да си го водиш патот, да си имаш твоја цел, знам дека ќе бидеш успешен во ова, ако имаш бодибилдинг кариера зацртана, дај Боже да успееш и дај Боже да те гледаме и тебе на Мистер Олимпија, да се гордееме, така да ти посакам само убави работи во животот, ти продолжи да го работиш ова, сепак и на луѓето што се во овој свет, и фали некоја ваква промоција, некој да поразговара директно околу ова тематика. Веќе јас одам на многу подкасти, но најмалку зборуваме за бодибилдинг, повеќе збориме психологија, бизнис и други семејни вредности и такви работи.